Абе, прибери се, море. Да има много як нещо ядење, волк се напред. Не е лесно, дефинитивно не е лесно од маса на маса. Кој ви кажва пина го велаж. Далечу тежи ядењето, тежи мислата, душата тежи. Летото еве го наврата дојде. Тежу не сме ослабени, поправени сме. Шо ќе правиме, еве не знам. А бога ми има и јајца за дојадвање, и јагнешко, и свинско, и све има за дојадвање. Да се фрли срамота. Кај се видело таква бајна се фрли. Бе, ништа ај тера и шпица, после ќе правиме муаве. Здевелиме се, братче! Ништо не ме бере. Нешто не ме бере, него не ме ни пере. Нокал. Преку ден. Имаше мајтап, мали сте вие, него знаете. Значи годинава кога што прекардашивме работата, никогаш ја немаме прекардашен. Тоа за мене си кажувам, за вас не знам. Едно време немаше ден без тренинг да не помине. Сега има време кај што ден со тренинг не вам помина. Па сите ми веле, ќе се жениш, ќе види. Јас мангуп, кој бе? Јас кај пропуштам тренинг, јас ќе останам во форма. И вистина во форма остана. Само малце потркалезна овај пат форма. Дебело дете. Едно време мал бев дебело дете. Сам не бев 100 кила, ама бев така. Мрсен да рече. За разлика од останатите роднини што беа вакви како гладните од Африка што беа. Јас бев така да има да штипниш вака. Капиталот зимата остана од неколку зими да речи. Машала бумбарч. А ке речиш пливач бев, градски првак. Ке речиш овој први места вади кога излези некој наго ќе видиш него излегва ваков ја. Форма јајц. Великденс. Абе тоа нема гурман од секој сум бил мераклија да јам. И затоа стално го ќе вежбав премногу. И го ќе не пропуштав тренинзи никогаш. И го ми велеа луѓе. Ама брат, одмори, треба да одмараш еден ден во неделата се одмара. Така треба да одмориш. Никако не можев да му објаснам дека јас ако одморам толку батуле после. Јас ако залежав неколку дена, готово. Рачунај после, ако тешко се навикнува, уште потешко се одвикнува. Абе нема толку, ќе си дебело дете во душата, ќе си виш дебело дете цел живот без разлика која килажа. Ако ти е метаболизмот таков, тоа е. А има многу луѓе, пример со брз метаболизам. Ќе се дупни од јадење, па е сушка, па е сушка. Стаче. Има некој вода ќе се напие, ќе се здебели, тоа е што ќе му прави. Ама ако си гурман во душата, ако си дебело дете внатре вака во душата, ако сакаш да сјадиш, ако си меракли, и уште ако имаш некоја работа со седење по цел ден, ако немаш време да мрдниш нигде, уживај батуле како сакаш метаболизам има и кога тогаш дебелото дете однатре ќе си преовлада. Нема бегај. Што значи годинава или ова лето, ако гледате слики само до тука, ако ме видите негде таму по плажите, ако видите вака планина, да знаете дека ми убав живот. Не да кажувате пригај се здебелил, не знам што се здебелил, да. Готви жената дом. Се опушти, да, се жени, шо има да не се опушти, ќе се опушти нормално. Живот се живе. И шо да не се живе и кажи. Едно, две празни. И да сакаш да вој сметка нема. Кај да водам сметка, аз еден тон јагниња ми изваја деној. Свинчиња, минчиња, чуда. И то без лебдија. Лепич не јадам, мама, ај. Ке речиш лебот е дебел. Како ми лебот ме здебели, ко не го јам, си јадам меце. Или ете пример за мај. Изнакупивме месишта, си рековме што изнакупивме толку месо ќе ни остана. Ништо не остана, батуле, јас да ти кажам. Овој дечко овде што го гледате, стегна од се што имаше по 2 парчиња минимум. И то рачунај парчиња дебели сечен. Ко за наскар, не од оние сушките што пржите. Од Тоцко креме надличе наскара може само суши да биди, не може да биди ништо друго. Што значи 2 ребра, 2 кременад, 2 плескави, 2 колбас, 2 стека, 5 чурки ентон. Абе рачунај по 200 грама да се макар што се попоки од 300-400, али добро по 200 нега се 2 кила месо. Што уште поако не бев ни прејаде, стегав како скина. Што би рекле Ресенко со едно черево. Ама има и некоја магија во тој огно вече. Огно да ги изгори. А запалиш оган одма поке ти се јади, посладко ти јадењето некако. Дури имам слушнато луѓе што проучваат такви работи, што прават студии на овие теми. Ти вели човекот ко посто, ко почнал огно да го прави, стално огно му е поврзан со јадење. Што значи секој пат кога ќе видиш оган или кога ќе има некаков топлотен извор до тебе, автоматски ти се пријадва и посладко ти јадење, пошто во гените ни е, во крвта на сите. Дури дота мој муабето што вика, тоа е една од причините оти во рестораните свеки клава за посладко јадењето ти би. Е се уште да почнат да ги полнат порците како што ги полнеа на времето, кога ќе да можеш да се најеш, не да треба 6 порции да изеш да се најеш. Супер би бил. Ама тој филм не го гледаме пошто нели европизација имаме. А во Европа толку клава, толку мевце, толку оривче достати. И ќе ми кажуваш доста ми е мене, а сум де 5 кила месо не ме расправа. Ке клај толку едно готово, тера ајде. Е пример Охрид европски град. Седнуваш негде в центар, нарачваш голема шарска плескавица. Ќе носи плескавицата олка, компиро олка вдоне. Море нарачав големи компири, голема плескавица нарачав. Ако ова најголема малата колкава. Абе нема тоа. Сите гледат ќаро да си го изват, не ги интересира големо мало шо е како. И се помали ќе ги прават за поголема цена. Ак диџини, мора, ак не диџини чу. Нема брат, не е џабе пишано на песната. Неправда
па то е неправда. Дебелите деца бара правда. Да не можеш да седниш да яеш ко човек. И налечо физички и финансиски ти прави неправда. На крају и психичка неправда трпиш бе човек, тортура трпиш. Ќе виш некој суфќе седни 6 кила месо кизе павако. Ти ништо неше на салата, ге нараđаш оп 2 кила подебел другиот. Ке речиш само салат, јам само зелки, ами пасум дебел. Затоа ги изјаиш месо батуле. Нека не се дебели од месото, барем повоќе ти биди на душата. Оти на крај на денот ако размислиш, и свињите само зеленчук јадат, само фрлат од падоци некои такви па свињи. Мислам со опроштење, не мислам да навредам некој. Луѓето си се луѓе, свињите си се свињи, нема врска. Муабето ми е друг. И најнекалоричниот зеленчук да го јаеш, ако изеш 10 кила батуле, калорите си се берат. Тоа е. Особено па ако јаеш и зеленчук и месо како мене, знаеш како си се берат? Бубањ батуле, бубањ. Ќе ви рекле Скопјан. Али добро. Ако ништо друго летово на плажа не морам инструмент да носам. Тапанџија ќе видам. На крајот на денот имаше една стара поговорка. Повеќе сме кај одморите. Ќе вика поарно да се мачам и да се срамам 2 недели во годината, отколку се вадам душата цела година. За тие 2 недели ја се правам мангу. Е, са не дека не сакаме мангу, би ја се правиме тие 2 недели. Ама пусто јадење многу убаво на душата да прави. Шо да му прави? Тоа е. Ај си велам нека поминат сега патувања, летни одмори, сезони, чуда ова, она, па можда и ќе почнеме некојаш, не може да знае. Или па можда ќе понемам време за јадење, ќе работам поке, па можда така некако ќе се подвратиме малце во форма. Оти мажала имаме за враќање. И јас да е до мене си, јас знам работа, знам како ми функционира телото, знам што треба да направам, знам како се врата. Арно, не до мене. Некој друг се расправа со јадењето во нашата фамилија. Друг готви, друг одлучува. Оти на крајот на денот ти јадиш се, така. И сака жената срекна ти биди, му вика што сакаш бе срце. Но има една работа што никој не ти ја кажува. Та појма нема што сака вече. Вие не сте свесни колку милиони пати досега, па тек од се уште колку милиони пати ќе се повтори истиот муав. Ке ти се јави така ти речи што ќе ајме вече. Ти маж како маж ќе му речи што сакаш бе срце. Така срекна да би. Така ти речи не знам. И сато не знам подразбира дека ти треба му кажи. Арно, ама никој не ти кажува дека што сакаш речи нема му погоди. Значи што сакаш речи бе брат. Што сакаш? И ти почнуваш од тие поздравите јадења да речи. Сакаш ова? Неќам. Сакаш ова? Неќам. Сакаш ова? Неќам. А ова? Неќам. Сакаш ова? Неќам. Не, никако. И како набројуваш здрави, веќе ги снемва здравите, ме сваѓаш, почнуваат нездрави опции. Сакаш сендвич. Што знам, значи дај нешто уште понездраво. Сам цел јазик е тој, само треба време за да го научи. Саш некој чизбургер мрсе. Ами не знам. И тоа значи дај нешто уште понездраво. Саш ова, саш она. И на крај стигнуваш до онака врвот на брзата исхрана. Саш пица. Може. И сега каква пица е прашање? Саш капричиоза. Не. Саш кватро формаџо. Ау таа неќам солена. Саш вегетаријан. И шо сум јас не сум врапче. Дај нешто поу. И набројуваш и идиш до кај сланинарка. Саш со сланина. Може сланинарка ќе нара. И ти му викаш ама јас неќев пица дам, сакав дам нешто поздрав. Грешка вату. Такво нешто на жена ти не се вели. Оти ќе речиш. Оти жените сакат да дадат глупости, ама сакат ти да сакаш да еш глупост. Оти ако е само таа глупости, тоа ти си крив. Не чини. Така не ти ги јади. Чи мораш ти да јади. Иначе ништо не правим. И на крајот на денот си викаш добро, ајде сланинарка ќе ајме. Зубо нека. Ја нарачваш та сланинарката, ојте дома, фамилиарна голема. А сечиш на пола и та ти вели јади ти. И ти седнуваш јадиш гладен пес и цел ден работиш ме сваѓа. Почнуваш си јадиш, гледате филмче нешто. Ја јадиш твојата половина. Нормално не си најаден пошто не е мефце ме сваѓа. Та ти вели касни уште малце, јас не ми се јади многу. И ти каснуваш уште едно парче од незиното две. И та зема едно парче каснува и ти вели дојади, а пицата не ми се јајме. И после Виктор дебел и па дебел. Нормално дека каков да биди. Шо треба сега да фрлам пицата? Јас не знам да разбирам кај сте растени вие бе деца. Шо е то фрлање јадење? Нема фрлање јадење. Ки си го доеш или во врато ќе ти го тура. Ха, Рокфелер татко да не вие вас бе. Кој стигна купи касни два залаци фрли го не ми се јади. Ако не ти се јади батуле ги си го спакуваш и ги си го оставиш за после, не ми кажувате приказни. Слушајте дете дебело. И на крајот на денот секако ќе јаеш по неизино и ти ќе јаеш многу појки, пошто кој те прашва бе брат? Кој? Кажи ми кој те прашва? Никој не те прашва, јас да ти кажам. Очо си атерџија, очо си така, очо сакаш убајна да направиш, на крајот ти ќе видиш 105 кила и уште малце ќе почнеш да се тркалаш по улица. Мислам ако сакаш мир во куќата, ако не киш мир во куќата, оди јади нешто што сакаш, та нека јади што сакаш. Тоа како и да е, веќе огладнев од муабето, од преге збора меса, пици, сланини, сланинарки, некако почна да кркори ова бараванчето. Така што останете ми вие со здравје, дојадвајте таму јајцата не се расипат, од четвртого се вапцани. Ако ништо друго баре тие се здрави. И јадете ги со се жолчка, не играјте играчи. Остајте тие бабини девети некоја што и кажувале дека жолчка да не чи. Не чинат останатите работи што и правиме секој ден, жолчка да арна е. Така. Се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.